Освен основните трошоци за живот, веќе се потребни и пари за покривање на казнените глоби. Во новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата се дефинирани поостри санкции за возачите. Така, на пример, доколку не ги препуштите пешаците на пешачки премин, со новиот закон предвидена е казна од 200 евра. Се дуплираат и казните за неврзување безбедносен појас. Од сегашните 20 евра или 10 негативни поени, казните за возачот во новиот закон се зголемени на 40 евра или 25 негативни поени. Санкции има и ако зборувате на мобилен додека возите, а истите чинат 45 евра. На јавен пат во населено место возачот не смее да се движи со брзина поголема од 50 км на час. Во спротивно ќе биде казнет со глоба од 400 евра. Драстично се зголемуваат и казните за пешаците. Тие наместо 35 евра ќе бидат казнети со 50 евра. И во новиот закон останува обврската да се вози со вклучени светла. Ова значи дека казните се зголемуваат, а платите остануваат речиси исти. Доколку еден граѓанин кој има мали приходи ќе се казни со огромна казна која не може да ја плати, дали тоа ќе ја разбуди свеста кај нив или пак ќе удри само по џебовите? Јас мислам дека ќе удрат по џеповите. А свеста на возачот нема. Таа си е свест наша по менталитет, по такова, македонска. И се е тоа со зголемување на казни. И до сега беа големи. Да, а сега а на тие плати и на тие примања што ги имаме, тоа е прекумерно. Не сум точно запознаен колку е висината на казните, ама во принцип не сум за превисоки казни. Туку да има други начини како да се допре до свеста на граѓаните преку средствата за јавно информирање, особено да се подигнува свеста за сите тие работи. Ќе ударат по џебовите и мислам дека се превисоки и практично невозможно да ги платиш за голем дел од луѓето. Сите ние треба да бидеме свесни во еден систем, дека треба да не се воза многу брзо. Това е еден. Со новиот закон кој треба да стапи во сила 8 дена откако ќе биде објавен во службен весник, возачот за највисоките казни ќе има избор да ја плати цела казна или да му бидат запишени негативни поени. Но задолжително ќе биде даден на суд, зашто полицијата ќе поднесе барање за одземање на возачката. Во случаи кога возачот нема да ја плати казната или нема да ги запише негативните поени, мандатниот платен налог станува извршен, односно управата за јавни приходи ќе му ја блокира сметката. Сега се поставува прашањето, ако месечните примања во едно семејство и со еден вработен се околу 20.000 денари, дали и колку граѓаните ќе бидат во можност да го поминат месецот. А доколку треба да плаќате и казни, тогаш на вистина не се знае од каде ќе одвоите средства за превисоките санкции.